Судовите во Македонија имаат недостиг од судии и администрација, што ги прави побавни во донесувањето одлуки и нивното објавување. Ова го смета председателот на Врховниот суд Джемали Саити, кој исто така вели дека недостатокот на финансиски средства е очигледен, што ја отежнува работата на судот и судиите. Проблем номер 1 është numri I gjykatësve, më thënë është numri drastike numri I gjykatëve për të gjitha gjykatat e Republikës së Maqedonisë. Problem tjetër është financimi, dim se nuk realizohet numri që duhet I shumës parave për financimin e gjyqësorit dhe mendoj se këto janë dy probleme të kyç. Sa I takon prezencës medjave, prezencës opinionit publik, mendoj se kemi një hap përpara, kemi një bashkëpunim pak më të mirë me mediat, zgjidhja insistim I përditshëm, një ndërgjegjësim pak më të madh të organeve kompetente, secili duhet të punojë punën e vet, kështu që mund të arrijmë në një situatë qytetarët të fitojnë një drejtësi më të shpejt dhe një drejtësi relevante që të plotësojë kërkesat e tyre. Në fundit kjo ka ndikim edhe tek besueshmëria e gjyqësorit që në Мaqедoni është e kontestueshme dhe Транспарентноста е многу важна за судовите и судиите, а во Македонија судскиот медиумски совет работи веќе 8 години со цел да се обезбеди следење и снимање на судските рочишта што се од јавен интерес. Според председателката на судско-медиумскиот совет Емилија Јованова, транспарентноста е многу важна за кредибилитетот и на судовите и на медиумите. Поголем број од предметите кои што се од висок профил се судеа, знаеме дека во Основен кривичен суд Скопје и веќе и преку судско-медиумскиот совет се овозможува новинарите да се запознаат како се снимаат судењата, како се следат, кои делови од судењата може да се снимаат и слично, како се најавува, како се започнува со снимање. Подпредседателката на Судскиот совет за медиуми Марија Митревска вели дека во другите градови низ државата има повеќе проблеми за следење на рочиштата од страна на новинарите. Во изминатиот период за жал имавме неколку случаи пред се во судовите кои што се надвор од Скопје, случаи кога има новинарите проблеми во известувањето од судовите. Имавме случај во Велес кога на колешка не беше дозволено да присуствува на рочиште како јавност, туку и побарале дозвола за да известува од судењето, иако не планирала да снима и да фотографира, само во тој случај е потребна дозвола. Имавме случај во Тетово, кога за време на изрекувањето на пресудата за модуларната болница, судијата не дозволи да се снима изрекувањето на пресудата, што во последниот период е пракса, особено во судовите или во Скопје, така што јавноста беше ајде на некој начин исклучена да слушне образложение за пресуда. Во Македонија рочиштата се отворени за јавноста, за снимање на истите потребна е дозвола од Врховен суд и судовите каде што се одржува рочиштето.